Додека во Македонија се уште е актуелна аферата со бомбите за прислушување, Wikileaks објави документи дека пред 10 дена македонски државјанин во име на царината барал софтвер за посебни истражни мерки од контроверзната италијанска компанија Hacking Team. Во друг документ на Wikileaks има информации дека Hacking Team контактирал со МВР и со македонска тајна служба лани во ноември за да им го понуди шпионскиот софтверски програм Галилео за следење на комуникации. Од македонските институции негираат или пак немаат коментар за овие информации. Во неколку документи на Wikileaks се спомнува Македонија. Во еден од нив стои имејл на извесен Александар Чоковски, кој на Hacking Team им пишува дека македонското представништво на Навахо комуникации, за кое што работи, е набавувач за македонската влада за безбедносни информатички решенија. Чоковски бара понуда во име на македонската царина за, како што вели, средства за посебни истражни мерки и дека буџетот на царината за таа намена не е голем како на полицијата или на војската. Од Hacking Team го препрашуваат колкави се средствата за да подготват понуда. Интернет преписката се одвивала пред 10 дена, односно на 30 јуни и на 1 јули, неколку дена пред да биде хакиран системот на Hacking Team и сите документи да му бидат предадени на Wikileaks. Директорката на македонската царина Наташа Радевска-Крстевска во телефонски разговор ни изјави дека прв пат слуша за такво нешто и дека царината никогаш нема набавувана таква опрема. Според податоците од преписката, се гледа дека седиштето на фирмата Навахо е на улица Димитар Мирчев број 20. Тоа е зградата која се наоѓа спроти капијата на МВР и во која имаат станови дузина функционери и политичари, меѓу кои поранешната министерка Енкуловска. На бројот на компанијата денеска на повиците на Телма никој не крена слушалка. Во Милано, каде е седиштето на Hacking Team, не одговорија на нашите прашања каква е нивната бизнис соработка со македонските институции, бидејќи главниот менаџер, извесен Максимилијано Лупи, не беше во канцеларија и вете информација за наредните денови. Спомнатиот Лупи покрај во преписката со царината се спомнува и во уште една интернет комуникација од лани, кога во ноември на представник на хрватската компанија Алфатек му соопштува дека стапиле во контакт со МВР и со македонска разузнавачка служба за да им понудат на продажба софтвер Галилео, кој се користи за следење и шпионирање на интернет комуникации. Не е познато дали понудата била дадена на некој саем за оружје и технологија или во директен контакт со представници на македонските институции. Такви набавки не се регистрирани во јавните објави на бирото, но можно е да се набавуваат и преку законски дозволените заштитени набавки со доверлив карактер. Инаку фирмата Hacking Team често е критикувана затоа што својот шпионски софтвер покрај на развиените западни земји го продава и на држави кои го користат за сузбивање на слобода на говор. Репортери без граници ја сметаат компанијата за непријател на интернетот. Нивниот систем пред 5 дена е пробиен и документите ги објави Wikileaks.